Почитувани сограѓани, ова го вети кандидатот за градоначалник од СДСМ и актуелен градоначалник на општина Свети Николе, господинот Сашо Велковски, во предизборната кампања за локалните избори во октомври 2017 година. Да го проследиме видеото. Почитувани сограѓани, јавната чистота е лицето на секој град. За жал, реалноста со која се соочуваат граѓаните на општина Свети Николе е поразителна во делот на чиста и здрава животна средина. Секојдневието на граѓаните е сполнето со нечисти улици, преполни контейнери, непријатна миризба, особено во летниот период од годината, а сето тоа благодарение на неспособноста на менеджментот на јавното комунално претпријатие Комуналец да се справи со ваквите проблеми. Според тоа, слободно можеме да констатираме дека уште од многу одамна општина Свети Николе го изгуби својот лик. Вие, граѓаните, сте јасни и сериозни во своите барања, а ние одговорно го слушнавме и го разбравме вашиот крик за чиста животна средина. Затоа, одговорно создадовме план и проекти за зголемен капацитет и за професионална услуга на јавното комунално претпријатие, проекти кои ќе го вратат вистинскиот лик на нашата општина, која ќе биде препознатлива и обележана како еколошка оаза во нашата држава. Уште во првата година од нашиот мандат ќе се набават најмалку 2 возила за собирање на смет. Старите искршени контейнери се наше секојдневие. Се почесто среќаваме стари излитени контейнери што не се затвараат и од кои се шири неподнослива реја, а воедно представуваат и извор на зараза на нашите сограѓани. Затоа, во периодот што следува, не само што ќе извршиме замена на старите контейнери, туку и пред секој стамбено деловен комплекс ќе поставиме контейнери за селекција на отпад. Почитувани сограѓани, ова беше дел од видео обраќањето на сегашниот градоначалник пред околу 11 месеци. Ова тој ви го вети во предизборната кампања, но останаа само празни ветувања. Планот и проектите за професионални услуги на јавното комунално претпријатие Комуналец ниту ги видовме, ниту пак ќе ги видиме. Нестручниот менеджмент на јавното комунално претпријатие Комуналец не само што не знае како да се справи со секојдневните работни обврски, туку нема представа, ниту пак идеја како да го развива претпријатието. После скоро цела година од новата локална власт, уште подалеку сме од еколошката оаза која што ни ја ветуваа. Јавната чистота и хигиена никогаш не биле на волку ниско ниво. Преполните контейнери, расфрланиот отпад, арејата и заразата се дел од нашето секојдневие. Зелените јавни површини се несредени, половина град нема улично осветлување. Ова особено се однесува во населбата Каракански Бавчи, каде подолг временски период не функционира уличното осветлување, а пак да не зборуваме за руралните средини во селата. Снемува вода секој ден, а нема никаква реконструкција, ниту пак на улици, за да имаат оправдување за прекините во водоснабдувањето. Нема 2 нови возила за собирање на смет. Нема 2 нови возила за чистење на снег. Нема специјално возило за чистење на канализационата мрежа. Новите возила, кои што ни ги ветија уште од првата година од нивниот мандат. Нема услови за здрав и нормален живот. Свети Николе не е чиста и достоинствена општина. Нема живот за сите, освен за партиските кадри се разбира. Градоначалникот Сашо Велковски и СДСМ за 11 месеци не направија ништо за овој град. Новата локална власт секојдневно покажува дека е најнеспособната власт која што е имала Свети Николе досега. Доста е веќе со изговори, доста е веќе со оправдување. Почнете веќе еднаш да работете во интерес на граѓаните, бидејќи ако вие не знаете, има кој знае. Ви благодарам.